Граѓаните и натаму нема да можат да закажат за пасош. Проблемите се продлабочуваат, ќе се работи на решавање на проблемот. Како што рече министерот за внатрешни Наќе Чулев, пасоши ќе добијат само околу 6500 луѓе кои веќе аплицирале за добивање на патна исправа, но и оние кои закажале по итна постапка. Според него, за еден месец немал околу 50.000 исправи. Чулев вели дека МВР сега располага со уште 3600 до 3700 образци. На 8 јануари 2020 година службите ме информираат дека имаме само 27.580 патни исправи. Значи, доколку забележите, се работи за една бројка повеќе од 50.000 пасоши кои што во овој временски период од еден месец не доставуваат. Тоа е резултат како на несовесно и нестручно работење и ние вршиме моментално истрага да ја лоцираме одговорноста. Чулев рече дека досега во МВР пристигнале околу 16.000 апликации за добивање на патни исправи по редовна постапка, кои нема да може да бидат спроведени додека не дојдат нови образци. Тие се очекува да пристигнат веќе од следниот месец. Повторно ќе направиме обиди за надминување на овој проблем, за генерално решение на проблемот, а инаку на ниво на МВР ќе утврдиме методологија, веќе сме при крај. Меѓутоа, сигурно тука предност ќе имаат и приоритет ќе имаат сите оние случаи каде што е неопходно издавање на патна исправа за здравствени случаи. Чулев информираше дека по доаѓањето на новите пасоши, системот за закажување термини нема да биде во функција. Наредната нарачка од компанијата Веридос согласно склучениот договор е 24 март, но имаат ветување дека тој рок може да се скрати од 10 дена до 2 недели. Инаку нарачка има и за образци за нови патни исправи со новото уставно име, кои се очекува да пристигнат веќе од септември.